أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار ثم ما بعد. Во секоја една пригода и прилика захвалноста му припадви само на Аллах Джелешану, затоа што само Аллах Джелешану е достоен да му се прави фала. Салавату селаму, мирот и спасот нека бидат на нашиот пегамбар Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, негова фамилија, негови сахаби и следбеници на суннетот до судниот ден. И денеска ќе бидеме со еден од тие кои беа блиски до пегамбар алейхи селам, од тие на кој му е ветен дженнет. И овај сахаби за кој ќе зборуваме денеска е еден од тие 10 на кој му е ветен дженнет. Негово име Саад ибн Аби Вакас ел-Курейши ез-Зухри. Ова е еден од тие, како кажавме, на кој му е ветен дженнет. Од тие 10 што му е ветен дженнет. Со овај човек пегамбар алейхи селам се гордееше. Кога беше во друштво на сахаби и кога беше Саад ибн Аби Вакас до него и му велеше на сахаби: ова е мојот хал, ова е мојот дајче, покажите ми ги вие вашите дајчевци да ги видам. Вака се гордееше пегамбар алейхи селам со неговиот дајче. Значи голем степен за пегамбар алейхи селам да го реши ова нешто. Овај човек, негова черка Аиша, имаше една од многу черки, тој имаше негде 30 деца. Близу 30 деца. Околу 20 и нешто, 20 и неколку машки и другите женски. Една од неговите черки се пренесви дека го опишви на него, вели тој беше низок човек, не беше многу висок, беше низок. Беше полн, крупен, иако беше низок, беше крупен. За таа негова висина. И стегна многу, Неговите прсти беа кратки на неговите раци. Ама вели беа дебели, Имаше доста коса и доста брада. Вака го опишвит физиономија една од неговите черки. Беше познат како Ебу Исхак. Негово кунје, негов прекар, пошто беше познат ке сахаби, Ебу Исхак, по едно од неговите деца, татко на Исхак. Прима ислам на 16-17 годишна возраст. 16 или 17 годишна возраст. Прима ислам себеб Ебу Бекр радијаллаху ан беше и овај. И беше меѓу првите во ислам, односно трет во ислам. Така има некои ривајати, се вели беше трет. Пегамбар алейхи селам Ебу Бекр и Саад ибн Аби Вакас, трет. И вели: се гордеам со тој ден, вели Саад. И многу други го имаат потврдено. Вели Саад: се гордеам со тој ден, во кој ја вели го сочинував една третина на ислам. Ја бев една третина од ислам. И вели живее вака еден ден и една ноќ. Пегамбар алейхи селам Ебу Бекр и Саад ибн Аби Вакас. Само тројца ислам. Еден ден вели живее вака. И е сочинував една третина од муслимани во дујна. И се ова се гордееше цел негов живот. Додека беше жив, додека умре, се гордееше со ова, што еден ден ја сочинувал една третина од ислам. Саад ибн Аби Вакас беше првиот човек што фрлаше со стрела фи себилилlah. Прв човек што фрли со копие во ислам. Фи себилилlah. Првиот човек. И како спомнавме вчера, значи ова е едно од неговите гордости што ги имаше, што се гордееше, што никој други го немаше. Во битка на Ухуд, пегамбар алейхи селам кога остана,
Како кажавме вчера, таа киса, за Талха ибн Убейдилла. Талха ибн Убейдилла и Сад ибн Аби Вакас останаа само овие двајца последни да го штите на пегамберот алейхи селам. Талха ибн Убейдилла се впушти во куфар и почна да ги убива. А пегамбер алейхи селам почна да му подава стрели на Сад ибн Аби Вакас и му рече една реченица што е запамти историја. Рече Ирми ја Сад фидака аби ва умми. Гајđe ја Сад за тебе курбан мој татко и моја мајка. Вели Али ради Аллаху ан, за ние да не сме слушнале да рекол пегамбер алейхи селам вака освен за Сад ибн Аби Вакас. И вели Сад пренесви, вели ги гајđев на куфар. И вели како мал беше непознат по прецизност со гајđење со стрела. И вели ги гајđеше на куфар и му велеше на пегамбер алейхи селам ја Расулуллах каде сакаш да го погодам. Пегамбер алейхи селам велеше во образ, велеше помеѓу очи. И кога ги гајđеше Сад, пегамбер алейхи селам му ги даваше стрели, тој ги гајđеше и пегамбер алейхи селам во сета таа тешкотија се насмевна на ова негова прецизност. И тоа го доби овај надимак, ова нешто курбан за тебе мој татко и моја мајка ја Сад. Како кажавме, беше обрадован со џеннет. Беше од тие 10 што се обрадовани со џеннет. И на крај, ќе гледаме, ќе спомниме, кога му дојде смртта. Му дојде смртта и негови деца почнале да плашат околу него. Рече, немој да плашите. Рече, Аллах Желешану нема да ме казни на мене. Јас сум од тие што се во џеннет. Веруваше во тој збор што го кажа пегамбер алейхи селам. Немој никој да реши јас сум во џеннет. И ние денеска не можеме да сведочиме за никој од џеннет или џехеннем, освен за оној кој дојде во Куран и во Суннет. За Ебу Лехеб сведочиме дека во џехеннем, негова жена џехеннем, Фираун џехеннем, Карун џехеннем. Овие 10 во џеннет, пегамбер алейхи селам во џеннет, сите енбија во џеннет. Али овој беше еден од тие што има сведоштво за него од пегамбер алейхи селам и му рече на негови деца, немој да се секирате, Аллах Желешану нема да ме казни на мене. Пегамбер алейхи селам ми вети џеннет на мене. Кога прима ислам на 16-17 години возраст, негова мајка му рече, ја сам, асабе, дали излезе од наша вера и влезе во вера на Мухаммед? Да, рече. Рече, од денеска нема да јадам и да пијам се додека не се вратиш во наша вера. Мислеше дека не е вистина, ден-два не јадеше и не пиеше негова мајка. Се врати ке неа и рече, о моја мајко, слушај, ја од ова вера нема да излезам. Ти да имаш 100 души, една по една да ти излеглет и да ти ги гледам како излеглет, ја нема да се вратам од ова вера више. И тога за него и за сличните како него дојде ајетот: "Ва ин џахадака ала ан тушрика би ма лейса лака бихи илмун фала тути'хума." И ако на тебе те присилват да ми припишиш нешто, а ти немаш илм, знаење за тоа, немој да му бидеш послушен меѓу Аллах Желешану. Вели улема, немој да му бидеш непослушен на родители за ништо што те терета се супроставља со дин. И да ти веле не кланај дома, немој да кланаш во џами, немој да му бидеш послушен. Кланај дома, ако кланај, ама дома. Ти велиш, јас сакам во џамија, не, немој да му бидеш послушен. Денеска, нажалост, погрешно се разбрало ова нешто. Погрешно се разбрало ова нешто. Негов татко е душман на дин и тој не го дава, него го помогви во тоа нешто. Негови родители душмани во дин, тој ги помогви во тоа нешто. Да, треба да ги слушаш родителите, ти се аргументира со ова. Не, бе, кој ти рече дека треба да ги слушаш родителите? Ебу Убейд ибн Џарах го уби негов татко во битка на Бедар, бе. Пред 3 дена, кажам. Беше дојде да го уништит на ислам и на пегамбер алейхи селам. И овие тој денеска сака да го уништит на ислам, сака да ги уништит на верници, ти ги браниш на ними. Грешка голема. Ти си еден од нив, Ти си еден од нив, Вејд Аллах Желешану ла таджиду каумен юъминуна биллахи вал јаумил ахир юаддуна мен хадда Аллаха ва расулаху. Нема да најдете народ, велите Аллах, што вели дека вервиме во Аллах и во судниот ден, а пријателуваат со тие што му се сопростават на Аллах Желешану и на негов пегамбер. Нема таков народ. Нема некој што вели дека верува. Сад ради Аллаху ан имаше 2 големи оружја ке него. Негова стрела и негов мач едно оружје. Со негова стрела не футкаше никогаш. Имаше уште едно оружје што беше помогнат, што многу ретко може во сира да најдеш еден или двајца сахаби имаат вакво оружје. Негова дуа Кабул. Негова дуа Кабул. Пегамбер алейхи селам во една прилика направи дуа за него: "Ја Аллах,
Примај му ги довите на сам. И халас, се изслушава. Секогаш кога кренеше раци негова дуа кабул, јани. Еднош кога дојде во полемика со Омер, јани. Полемика. Рече, ја Омер, ја не можам да се разберам со тебе и ги крене рацете. Омер го фати за раце, рече, немој, јани, прај ми халал. Халал, рече, јани. Се плаше од дуа од сад, јани. Кога ги кренеше негови раци, халас, јани. Негова дуа доаѓаше секундарски, јани. Види, се пренесли дека во Куфа, после смрт на Али, во време на Муавија, многу касно, јани. Значи, овој живееше до тоа време. Во време на Муавија, еден човек го пцуеше на Али, јани. Ода беше овие пристаници на Муавија. Во присуство на Сад ибн Еби Вакас. И му рече, немој да го пцуеш. Немој да кажуваш погрдни зборови за него, а тој беше во степен ке пегамбер алейхи селам, како што беше Харун ке Муса алейхи селам. Не престана. Рече, ја Аллах, направи дуа, Аллахуме екфихи бима шите. Ја Аллах, казни го, уништи го како ти сакаш. И вели во истиот момент се пушти една дива камина. Дојде и го изгази со ноци и го умре на оваја. Во лице место. Има многу вакви негови преданија што се пренесени во историја. Во време на Омер, тој беше вали во Куфа. Во Куфа, во ова место, близу до Басра во Куфа, тој беше валија во ова време, во ова место. Омер ради Аллаху ан пушташе секогаш да ги проведе некви умара, неквите емири, каква ситуација. Пушташе специјална единица, имаше извршители ке него со чело на Мухаммед ибн Меслеме. Мухаммед ибн Меслеме беше специјална единица во време на пегамбер алейхиссалам. Во пегамбер алейхиссалам беше од командоси на пегамбер алейхиссалам. Каде имаше најтешка задача проведен ова. Имаше и друга, но овој беше извршител на овие најтешки задачи. Мухаммед ибн Меслеме. Омер и во време на Омер од тајни служби го пушти Омер. Види како ситуација. Отиде во Куфа. Рече, не најдов ништо за него, освен дека има изградено голема куќа. Во однос на други имат голема куќа. Рече, Омер, одај тамо, земај со тебе колку ти треба, ти запали негова куќа, без да го прашаш. Отиде, тропне во врата, го извади надвор и го запали негова куќа. Наредба од Омер, халас. Друго што има? Рече, во сите џамии прашавме, не се жалет за ништо, освен во една џамија, вели. Дојдовме во оваа џамија и прашавме што се жалите на овој ваш предпоставен, стана еден човек и рече, слушај, тој рече, не излегува во џихад. Кога дели ратен плен, не го дели тамам. И не суди праведно. Овдека присутен беше Сад ибн Еби Вакас во ова џамија, со ова единица што се пушти од Омер ради Аллаху ан. И вели, кога го слушна ова ред, направи дуа. Рече, ја Аллах, ако овој зборуваат само за да добиет углед ке луѓе, рече, направи да доживеат голема старост. Да биде многу мискин, јани, да доживеат голема старост, да биде многу мискин и да доживеат големо фитне. Вели, после ова, овој човек дожива 120 годишна старост. Негови вежди падна на негови очи и во улици, вели, ги чепкаше жените со едно дрво, ги чепкаше на жените. И кога ќе му прекорее за тоа, велеше, оставете ме, јас сум погоден од довата на Сад. Ме погоди довата на Сад, на мене. И вака, ова дуа ке Сад ибн Еби Вакас беше второ оружје за него. Во време на Омер одлучи да се нападне Персија. Зошто тие се заканваја дека ќе го нападнат на ислам, Персија, Рим. Омер спрема војска и рече, ја ќе го носам знамето на ова војска. Ја ќе го носам знамето на ова војска. Стана е кибар сахаби, големите сахаби, што беа присутни, му рекла, Омер, немој да излезеш ти како водиш. Ако паднеш ти, ќе се уништи цела војска. Ќе се разочара цела војска. Рече, ти остани во Медина и да ставиме некој други за војсковоđа. Се прифати ова. Али кој да биде војсковоđа? Сите овие кибар сахаби бараа некој, даваа предлози. Едно утро се вели во џамија на Омер, додека кланаше сабав, после сабав кланање, стана Абдурахман ибн Ауф и рече, "Ваџедтуху ал-Асад." Го најдов лавот. Најдов кој ќе биде тој војсковоđа. Го најдов лавот. Омер му рече, мен, кој? Сад ибн Еби Вакас. Рече, халас, бидуни џидал,
без никаква полемика, рече, тој нека биде, јани. Тој може да го изврши тоа нешто. Омер раделаху ан спрема е 30.000 војска. 30.000 војска спрема Персија. Го постави за војсковојџа, значи Сад ибн Еби Вакас тргна до Персија. Додека оде таму му пушти Омер писмо на Сад ибн Еби Вакас. Омер стратег, јани, психолог. Му пушти селаму алейкум емир на таа војска, јани еселаму алейкум минел емирил муъминин Омер ибн Хаттаб ила Сад ибн Еби Вакас, од Омер до Сад ибн Еби Вакас. Ја Сад, немој да ти дај понос тоа луѓето што велат дека ова е дајче од пегамбера алейхиссалам. Немој да мислиш дека ти јани со ова јани ќе добиеш некој степен. Немој да мислиш теа што беше близок до пегамбера алейхиссалам ќе ти вреди нешто на тебе, јани. Ке Аллах желешану луѓето не ги гледат спрема нивна роднинска врска, спрема нивни изглед, спрема нивна физономија, него најблиските ка Аллах се тие што се плашат најпојше од Аллах желешану. И со вакви тешки зборови му го пушти ова писмо. И на крај му напиша и да ме извести за секој еден детал што се случува таму. Сад ибн Еби Вакас му пушташе писма нон-стоп, каде е војска, кој е напред, кој е назад, кој е извидница, за секој еден детал му пушташе на Омер, све. А Сад ибн Еби Вакас, неколку дена пред да се одвие тоа битка, муслимани, едно брдо, од другава страна, Персија. Над 100.000, најмало што дошло во сила 100.000 дека имаше војници, до 170.000 војници. Битка на Кадесија. Ова одлучувачка битка за ислам, во тоа време. Правеа војна со најголемото сила во тоа време во дуња, што постојаше од држава. Неколку дена пред ова, Сад ибн Еби Вакас пушти извидница, решавате да видите како хал на нивна војска, што прават. Отидоа се вратија, му кажа, пијат алкохол, ова, она, све во даларе, длом. Отиде, рече, правите извидница, ноќе во наша војска. Кога видве, му кажа, има група со имам, прават ноќен намаз. Има луѓе што сами прават ноќен намаз. Има луѓе што учат Куран, што прават доа. Рече, инша Аллах, ова ќе биде нашето оружје против ними. Ова ќе биде нашето оружје против ними. И вели Сад, од кога ова битка траеше многу дена, 5-6 дена. Во некој од тие денови во ноќта фати голем дожд. Сад ибн Еби Вакас вели, после тоа што бев една третина од ислам, најповеќе се фалам сам себе си, се гордеам со ова вечер. Вели, излегов таа вечер, паднеше дожд. Многу од сахаби беа заспани, беа одскриени, дождот ги киснеше, ги покривав на ними. Вели, имаше многу што беа со рани, ги лечев на ними, све вака до само, вели. И се гордеам со овај ден, вели. Рустум, војсковојџава од Персија, побара една делегација од Сад ибн Еби Вакас да разговараме, да видиме што вие, што ми е. Рустум. Сад ибн Еби Вакас пушти една делегација ке него со Раби ибн Амир на чело. Раби ибн Амир, еден војник. Го пушти ке него, пред ова Рустум нареди да се напред еден шатор и да се постели тоа и со свила, со сарма, со кадифе, со најјакото украс што има. Сите тие везири, министри да се облечат во најјака облека. И тој ги облече најдобрите скапоценности што ги имаше ке него. За да влие тоа, мислечи, ке војска, да влие тоа ке делегација. Се вели, кога дојде Раби ибн Амир, дојде, вели, со еден низок коњ, мал коњ. Вели, влезе со си него во шатор. Сака е стражари да го спречат, му рече, пуштете го, вие ме баравте, рече, а не дојдете. Побара е дозволна, го пушти. Со негово копие беше свртено со тоа острото нагоре, го сврти надолу и почна да го кини тоа седжаде, тој тепик што беше од свила сарма таму. Го копаше. По тие перници, јастузи што беа по крај од тој пат, ги маваше на нивне. Да му каже дека ова не вреди ке нас ичи. Кога дојде ке ними, беше во една штогодна облека облечен. Рустум му рече, што сакате? Со што сте дојдени? Кој сте вие?
Тога кажа еден најголем збор, го пише Ислам во една кратка црта, Раби ибн Амир. Му рече, ние сме луѓе, кои Аллах Желешану не пушти да ги извадиме луѓето од обожавање на луѓе и да ги упатиме да го обожаваат Господарот на луѓето. Ние сме луѓе кои не испрати Аллах Желешану од теснотијата на разни вери во правдата на Ислам. Ние сме луѓе кои Аллах Желешану не испрати да ги извадиме луѓето од теснотијата на дуња во широчината на ахирет. Кога го слушна ова, Рустум, се стапи се. Сите негови везири се стапи се. Од ваков искина човек, вакви големи зборови. Вели ова, манзар, овај поглед што му го преше него да му го привлечи вниманието, се сврти против ним. Таква сила голема, 170.000 војска, со 30.000 му рече, дајте ни време. Побара време, дајте ни малку. Колку време рече ви треба? Малку поише рече време да се консултираме со нашите предпоставени и со другите. Рече не. Вие рече немате време освен 3 дена. Рече пегамбар алейхиссалам, кога ќе го сретнете некој аду, некој непријател, дајте му само 3 дена. Добро рече, после 3 дена што? Имате 3 работи. Или да примате ислам, или да плащате джизија, или војна. Замина рабиот ка Рустум. Рустум ги собра тие што беа околу него министри, ги собра. И му рече, дали видовте каков горд човек и каков горд говор ни одржа. Вели, негови министри посомневае во Рустум дека сакат да примат ислам. И кажа погрдни зборови, вели за рабија. Кажа тој ваков мискин, искина, ваков, види ги, тие кучина бедуински, погрдни зборови. Слушај, ја не ви кажувам за негова облека, каков беше, ви кажувам за негови зборови, какви беа негови зборови. Халас, не му дозволи, значи има некој ривајат и некој веле дека прима ислам, Рустум, тајно, али не е веродостојен, нема. Поради ова нешто што го зборуваше за раби. Се спрема таа војна. Треба муслимани да поминет една река, за да дојдат до Персија. Тие направи една замка, но имаше еден мост, кога се качи мал број војска од муслимани, го сруши овој мост. Сад ибн Аби Вакас, веродостојно во Зехеби, Ибн Кесир, многу муеррихун историчари го пренесли, тоа сме го спомнеле, ова се случи овде. Направи тоа, рече Аллах, стврдни ова река. Стврдна Аллах Желешану таа река. Помина сахаби над ова река. Помина сахаби над ова река. Велите Ебу Хурейре го пренесли тоа. Ебу Хурейре. 10 години учев иман со пегамбар алейхиссалам, овај ден научив јакин. Убедно вервање. И помина сахаби од ова место. Тие има една чета со слоно. Персија имаше една чета голема слоно. Ка Ибн Амир беше во ова војска, рекол Ебу Бекир за него, ова е човек што вреди како илјада. Едно, рекол ова е човек како е во некоја чета, таа чета немој да изгуби. Таа единица немој да изгуби. Тој знаеше како се војува со еве и му рече на Сад, на еве само да се убиет главниот слон и другиве ќе избегат. Ка се качи на тој слон и го уби, другиве се растурија. Пред битка, само пред ова, Сад ибн Аби Вакас го погоди една болест во негово тело. Се направи со некој плаги цело тело. Не можеше да се движи, не можеше кој да јава, ништо. Беше легнат во еден кревет. Како кревет и го испраја вака за да гледат битка. И рече, немој да почне дека не ви дам 4 текбири. Му даде 4 текбири, вие ќе вратите со 4 текбири. И направија 4 текбири, велит како цела дујна да преше текбири во овој момент. За Сад е командоваше и водеше цела битка од кревет. Почна ова битка, муслимани победија. После ова што ги уништи ова група чета на слонови, ове се дадве во бег и освоја цела Персија. Сад ибн Аби Вакас, во негово владење, цела Персија ослободи, го згасна тој огнот од меѓусиите, тие што го обожаваја огнот. Го згасна тој огнот.
И ден денеска е згаснат тој оган. Се трудат да го запалят, ама е згаснат тој оган. Себе Саад ибн Аби Вакас и сахаби го згаснае тој оган. Саад ибн Аби Вакас, како кажавме, живееше долго. Многу долго. Сега се пресели на 80-82 годишна возраст. Кога се случи фитнето Алија и Муавија. Саад ибн Аби Вакас со Абдула ибн Омер и со многу други сахаби се тргнаа од ова нешто. Вели зедве нивни халици заминаа во пустина да живеат. Подалеку од ова фитне. Овие се тргнаа од ова фитне. Дојде еден од негови синови и негов внук од брат. Дојде ке Саад. И му рекве, ја Анжо и ја татко. Валлахи ти си со право да го земаш халифатот. Ти си за да бидеш халифа, не овие двајцава сега. Валлахи, вели, ти идеме со 100.000 мачови, 100.000 луѓе седат за тебе, ти ако решиш дека прифашташ хилафет, халас ја. Готово е. Види, Саад ибн Аби Вакас што му рече. Рече, не ми треба 100.000 мачови на мене. Ми треба еден мач. Што кога ќе го мамам на некој, ќе ми каже, ова е верник, немој да го убиваш. Или ова е неверник, уби го. Зошто ова беше големо фитне, браќа. Две војски се мават, едни ви Аллаху акбар, други ви Аллаху акбар. Текбир, Аллаху акбар, две војски. Како кажавме и за некои од претходните сахаби, се тргна од ова фитне. Големо фитне, ние денеска сметаме фитне. Фитне луѓе што седеле со пегамбар само одавде и луѓе што седеле со пегамбар само одавде. Не обични луѓе што не знаат ништо. Луѓе што седеле со пегамбар само. Алија, Муавија, Аиша, Зубеј. Овие луѓе, ова фитне големо. И му рекол, Саад, не, ако ми дајте ваков мач, мојте. Живееше вака еден период додека стигна ова фитне, додека се пресели Али, додека дојде Хасан, после 6 месеци му го предаде хилафетот на Муавија. Во време на Муавија се стретна Саад ибн Аби Вакас со Муавија. Се стретна. Гледај. Муавија му вели, каде беше ти овие 5 години? Те немаше нигде во ова фитне. Не беше ни во страната на Хаков, ни во страната на Батилот. Каде беше, јани? Саад ибн Аби Вакас сакаше малку да ја заобиколи тоа прашање. Му рече вака, види, ако еден човек патоват, му рече, и го фатите на пустинска бура, и тој рече, правилно е да му рече на негова јахалица, јани, седни, додека помини тоа бура и после ќе продолжиме патот. Така ја рече. Ама му вели, види, Муавија му вели, ја Саад, ке имат во Куран, каде? Нема во Куран, клекни, седни. Него во Куран имат, му вели, веќе Аллах Желешану во еден курански ајат, и кога две групи на верници ќе се поубиват меѓу себе, помирете ги, вели. Ако еднава е нападнала на другава, бидите со ова што е нападната против ова што му нанесила штета на другава. И вели Саад ибн Аби Вакас, немаше више вртање на овај одговор што го бараше Муавија. Рече директно, како рече да бидам против Али, зашто овој го бараше и со него. Рече како да бидам против Али, ради Аллаху ан, за кој пегамбар алейхи селам рече, ти си ке мене во мензиле, во степен, како Харун, што беше ке Муса алейхи селам. Како да се борам против овој човек? И халас, престана. На 80-82 годишна возраст се пресели, како кажавме, негови деца плаче и реше, немој да се секират, Аллах реше, нема да ме казни на мене, јас сум од тие што се во дженнет. Беше војно предгради од Медина, го донесе во Медина, го закопае и побара пред да се пресели да го закопе војно џубе, што го носеше, 50 години го чувал ова џубе, вели 50 години го чував ова џубе, закопајте ме во него, тоа е џубето со кое ги чекав кофар во битка на Бедер. Ова е тоа џубе. Иншаллах, Аллах Желешану да ни даде некој ибрен, некоја поука од овој живот на овој еден од великаните на овој ислам. Субханека Аллахумма бихамдик, нешхаду ан ла илаха илля анта, настагфирук ва натубу илейк.